Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Ги следиш актуелните случувања во Македонија после два неуспешни обиди, едниот во април, другиот во јуни. Ќе одиме ли на избори на 11 декември, што велит Бетмен? Па, еве сега, вака која ми го срочи два неуспешни обиди, може би ако дававме субвенции за трет обид за избори, ќе имаше 1.000.000% избори. Мисламе дека има избори. 2000% ќе има избори во декември од повеќе причини. Една од причините е што се потрошија изговорите за одлагање на изборите, другата од причините е што на луѓето им е доста, третата од причините е што на опозицијата и треба ново собрание во кое што се надева дека ќе има поголема политичка моќ, односно владачката партија нема да има доминантно мнозинство, и во една таква ситуација и со помалку претеници ти си во некаква лично за тебе подобра преговарашка позиција, односно може повеќе да условуваш, да уценуваш и да бараш нешто да ти се овозможи тебе отколку на другите. Периодот во меѓувреме беше имаше обид да се искористи, односно планот беше да се искористи, да се намали рейтингот на владеачката партија во корист на опонентите. Дали успеале или не знам, секој се ги чита своите анкети. Знам дека во партиите ги читаат и оние вистинските анкети од терен и согласно тоа и си ја тераат својата политика, но и да не ти одговараат бројките, тие се бројките се. Сакал не кел, еден ден избори мораше да има и мораше да се случат. Така да третиот пат верувам дека не е премногу ни прашање на избор, дека може да се измисли повторно некоја причина. Ние покажавме дека и со поприлично апсурдни теми, како зашто ги одложиме од 5 јуни за нареден датум кој што се испостави дека ќе е 11 декември, затоа што немало чист избирачки список и затоа што медиумите не биле регулирани. Сега убаво ги изрегулиравме медиумите, конечно воведовме легална цензура во Македонија, избирачкиот список е ист како што беше, ама бидејќи сме не народ, но луѓе кои што ради темпото со кое се примаат тука информациите, брзо и забораваме, не се ни премногу придава внимание на тој дел, да се присетиме како беше кога се одлага изборите од јуни за во декември. Да, повторно може некој да пронајде апсурдна причина за нивно одлагање, еве нели. Сметаш дека немаше причина тогаш да се одложат изборите? Убеден сум дека немаше причина да се одложат изборите, гледајќи го ауткамот од тој процес на чистење на избирачкиот список. Тоа беше нели процес кој што фрлаше сомнеж врз регуларноста на изборите, како е вордингот од 2011 навак. Сите избори биле нелегални, инклудинг и од истиот избирачки список и во Струмица се одржаа локалните избори. Овој избирачки список што го имаме сега речи си идентичен со него 2014 година. Точно така, ето некои 20 на 25.000 луѓе кои што не се пријавиле, можеби сега ќе се пријават дел од нив, кога ќе излезе повторно најавен увид. Луѓе кои што не биле во Македонија, не знам колку време, тие не биле во Македонија и во 2011, и во 8, и во 6, и во 2005 за локалните, и 99 за претседателските, мислам, не тврдам за сите, но сигурно добар дел од нив. И да го спориш ти целиот изборен процес заради со такви измислени аргументи од тие половина милион фантоми помпезно најавувани пред луѓе дека вау, половина милион, ова е една голема бројка. Како беше, Пендаровски тврдеше дека 150.000 гласа биле украдени и така натака. Од 450 чинам се тргна, па се стигна на крај до таа 20.000. Со бројки кога се лицитира веќе не може ни да се пратат меѓу себе, да се координираат колку денеска имаме фантоми, па ќе излегуваме на медиуми и ќе збориме бројката и после таа бројка ќе се врти по медиумите кои што се наши пријатели и по корисниците на социјални мрежи кои што се наши обожаватели. Ама барем да е некоја фабрикација или измислица од типот на, не знам, ќе мериме слободата или правдата или демократијата. Такви поабстрактни поими кои што не се мерливи, него на филозофско ниво оди поимањето за нив. Што е слобода за мене и за тебе не е
Исто. Па тајде, тука нема слобода во Македонија, не може да спротиставиш мерлив контрааргумент, да може да му кажеш на човекот, ако 1000 пати на 1000 различни места кажеш дека нема слобода, тоа баш и не е немање слобода, него точно абсурдна потврда на спротивната теза на тоа. Но ова е мерливо. Половина милион фантоми, завршивме со 30.000 спорни записи, како тоа уметнички го кажуваат луѓето кои што се по-стручни за проблематиката. И да скратам, списокот не сум имал сомнеж во него дека не бил фингиран, односно дека бил коректен и добар. Многу подобар од првиот избирачки список, не знам, во ранните 90-ти години. Овој кој што сега ќе го имаме, веројатно ќе е подобар и од овој претходниот и така. Тоа е една тенденција постојано да видиме што подобро, да си ги броиме луѓето кои што гласат. Ние имаме еден друг проблем во однос на броењето, немањето на попис, па сега утре ден може и тоа да се користи како причина за не можеме да имаме не знам, не е врзан избирачкиот список со пописот, of course, врзан е со други работи и се причини стално може да се најдат. Дури многу поабсурдни од овие кои што сме ги чуле. Но убеден сум 2000% дека ќе има избори на 11 декември. Ворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.